првото вклучување на лице место ќе говориме за една поактуелна тема периодов, односно тоа дека општина Центар воведе препораки за забрана на мобилни телефони во основните училишта низ самата општина. Имено оваа забрана е вклучена низ образовниот процес и во многу европски земји, па што придонесува самата забрана на користење на мобилни телефони за време на наставата и кои се самите придобивки за учениците. Ово утро на лице место сме заедно со госпоѓа Сонја Кирковска, која е директор на основното училиште Свети Кирил и Методи во општина Центар. Добро утро и добро дојдовте во нашето утренско. Добро утро, ви благодарам на поканата. На самиот почеток ќе прашам колку учениците имаат придобивки од самата забрана на телефони, со оглед на тоа дека во ово училиште веќе 2 години има забрана за употреба на истите. Видете, придобивката од забраната за користење на мобилни телефони е многу голема. Пред се учениците се фокусирани на наставата. Значи, на секој и на ученици и на возрастни, мобилниот телефон го дефокусира вниманието. Тие се посконцентрирани за време на наставата и што многу ме радува, за време на одморите почнаа да разговараат децата. Со употребата на мобилните телефони децата заборавија да разговараат и да се дружат. Значи, социализацијата, исто покрај едукацијата, покрај стекнувањето на нови знаења, во наставата многу е потребно децата да се социализирани, да се дружат. Кој беше главниот поттик за воведување на оваа забрана? Па токму ова што ви го велам сега. Значи, главниот поттик е концентрацијата во наставата, исто дружбата, исто можноста од сајбер насилството, значи, користењето на мобилните телефони многу долго е штетно и по здравието, по менталното здравје на учениците. Исто така сакам да прашам на самиот почеток, кога воведовте оваа забрана, каква беше реакцијата на самите ученици, па и на родителите? Видете, за да се воведе нешто успешно, претходно треба да се подготви теренот, што се вели. Значи, многу долго ние ги воведувавме во ова, многу разговаравме, се договаравме, на известен начин ги подготвивме учениците и да ви кажам, јас сум многу пријатно изненадена колку учениците се ги почитуваат правилата на однесување со телефоните. Моите очекувања се многу подобри, него имав многу стравови, искрено и јас, и колективот, и родителите, меѓутоа секогаш кога се воведува нешто, кога ќе има добро тло за воведување на тоа, мислам дека успехот е голем. Дали тоа значи дека воопшто не е мамат со носење на друг мобилен телефон, со оглед на тоа дека честопати учениците го прават и за време на тестот? Видете, до сега не сме фатиле таква ситуација, не сме виделе такво нешто. Не знам дали постои, не сме го забележале тоа. Ќе прашам во однос на впечатоците од родителите. Дали го имаат истиот став како и вие и како вашите колеги? Да, на почетокот малце имавме дилеми, се разговараше многу, меѓутоа јас искрено многу сум благодарна на нашите родители, бидејќи имаме исти став и го делат нашето мислење. На самиот крај ќе прашам дали сметате дека сите училишта во земјава, не само во Центар, дека треба да воведат една ваква забрана со оглед на тоа дека и општина Аеродромите го следи овој пример, исто така воведе препораки за забрана на мобилните телефони. Искрено да ви кажам, јас сум многу среќна бидејќи општина Центар пред се го ние бевме да речеме на известен начин пилот проект за општина Центар, ние 2 години функционираме. Препозна успех во нашето функционирање и го спроведа на нивото на цела општина. Ова почна да се случува во Аеродром. Навистина многу ме радува. И ќе бидам среќна доколку ова наша позитивна пракса ја применат сите училишта во државата. Ви благодарам многу за одвоеното време и што имавме можност да говориме за една актуелна тема. Ви благодарам и на вас. Се надевам дека со внимание слушавте со оглед на тоа дека навистина говоревме за една актуелна тема која што ги засега голем број од учениците, па и родителите кои што имаат ученици во основните училишта. Убаво е да се напомене дека по воведувањето на препораките за забрана на мобилни телефони во основните училишта во општина Центар, исто така пред скоро општина Аеродром воведе исто така препораки за забрана на мобилните телефони за учениците од 1 до 9 оделение за време на наставата.